No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Добро дојдовте повторно на каналот кај BitTeacher Crypto и денес имаме една многу интересна содржина и сакам да зборуваме малку за CPI, инфлација за која што имавме податоци денеска, и за тоа што можеме да очекуваме од тоа. На крајот сакам да ви покажам како всушност дневните циклуси се насочени надолу уште неколку дена прво, а потоа ќе видиме и без оглед на тоа што всушност имаме во CPI инфлацијата, дали тоа е висока или ниска вредност, речиси сигурно ќе видиме одредена волатилност, ќе видиме некои намалување и добавки како и секогаш, и најважното се пазарот според циклусите ќе бележат пад прво неколку дена, а потоа ќе видиме што ќе се случува и откако ќе помине опаѓачки тренд, после неколку дена ќе пронајдеме некои дневни циклуси, тогаш пазарот може да се сврти и тогаш би очекувале многу булиш акција од тие дневни циклуси, но убавината на циклусите е во тоа што можеме да кажеме дека всушност и не е битно каква е CPI инфлацијата, не е важно што покажуваат денешните податоци, оно што е важно се циклусите и циклусите се во надолна насока уште неколку дена, а потоа би требало да се зголемат. И ако сте нови на каналот, кликнете го копчето за претплата, следете не во наредните денови и дозволете ми да демонстрирам моќта всушност на циклусите. Во меѓувреме еве ги податоците за CPI инфлацијата, која што остана онака како што очекувано и на месечно ниво и на годишно ниво, и кор инфлацијата ни покажува всушност дека имаме намалување од 0,2% од предвиденото, што всушност било предвидено во пазарот, и тоа на месечно ниво, и доколку погледнеме и на годишно ниво, тоа се 2,6% од предвидените 2,7%, што значи дека ова е всушност и изненадувањето на пазарот. И погледнете сега што се случува со инфлацијата, имаме повторен пат тука на инфлација и верувам дека ова ќе продолжи. И погледнете само како циклусите се многу присутни дури во инфлацијата и овие бранови на Елиот. Само погледнете, ова може да А, Б, С корекција која што повторно ќе ја видиме на инфлацијата, иако никој всушност не го следи тој податок. А доколку зумираме во чартот на биткоин, погледнете што всушност би можеле да видиме во следните неколку месеци, да имаме повторно формирање на високо ниво за биткоин на некаде 140, 150 или можеби, верували или не, имаме уште шанса за тоа, а потоа да видиме тој C-бранд кој што ќе се формира со уништување на таа психологија и повторно да го формираме тоа дно за биткоин. И сега имаме голема паника кај Фед и само погледнете само што ни дојде инфлацијата од 2,7%, додека кор инфлацијата дојде помалку од она што очекуваме, тоа е 2,6%, што предмалку го видовме. И ова е истиот број што всушност дојде во последните податоци за CPI, што значи дека всушност нема зголемување на CPI инфлацијата, и ова може да биде проблем за Фед, односно Пауел, кој што всушност ги држеше каматните стапки затоа што Фед мислеше дека имаме големување на инфлацијата, но наместо тоа CPI и кор инфлацијата всушност се движат во насоката на Фед, што и тие посекуваат. Исто така ја видовме и инфлација која што покажува 1,8% инфлација, и ова што значи? Ова значи дека Фед е многу доцна за враќање на каматните стапки, и ова всушност е многу лошо за економијата. И како што веќе знаеме, имавме намалување на каматните стапки од 50 базични поени пред изборите во 2024 година, иако пазарите очекуваа околу 25 базични поени, и тогаш CPI инфлацијата беше 3,3, додека невработеноста беше на 4,1%, додека пак сега кор инфлацијата е на 2,6% и стапката на вработување е 4,4%,
но Фед се уште е агресивен со своите каматни стапки. Реалноста е таа дека Фед е всушност позади кривата, што значи дека мора да имаме повеќе rate cuts, а можно и да ги добиеме и во 2026 година. И доколку се вратиме на графиконите, можеме да забележиме тука имаме формирање на овој бран на надеж токму во истиот период за сите години во биткоин. И доколку ова е точно, ќе имаме повторно враќање на надежта дека биткоин би можел да отиде уште повисоко, но што ќе добиеме ова видео само враќање и формирање подоцна на дното во овој циклус. Така да ќе оставиме да видиме што ќе се случува понатаму и погледнете сега колку всушност имаме зголемување на биткоин во однос на иранската валута. И ова ќе го гледаме многу почесто од сега, затоа што ова е судбината за фиат валутите, а доколку не ми верувате во тоа, само погледнете го. Flooding. You simply flooded the system with money. Yes, we did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money. I work all night to earn my pay while they inflate it all away. Flooding the system with money. Yes, Exactly. those at the top set policy that ends up hurting those in need. That's too bad. They say that they have a plan. Just trust money's most powerful man. It will be Mistakes were made by some for all, but no one ever takes the fall. And there's no end to your ability to do that. There is no end to our ability to do that. Money, money, money must be funny in this fiat world. So to lend to a bank, Money, we simply money, money. use the computer to mark up the Always size of the money. account. In this fiat world. All the things we could do if we only had sound money in this fiat world. Collapse is top of mind. The talking heads say it's all fine. Ain't it sad? When they can print money for free, what helps the top hurts you and me. That's too bad. Bitcoin's power begins to show. This broken system has got to go. The booms and busts are fiat's game. Trusting again would be insane. People need to have faith in the central That bank. our banking system is safe. Fighting for some money can be funny in this fiat world. Bitcoin is hard money, future sunny in an orange world. All the things we will do when we finally have sound money in a Bitcoin world. И многу едноставно видео кое што ни ја објасни всушност и днината која што следува, а ние ќе продолжиме со биткоин и чартот за да направиме малку техничка анализа. Подоцна ќе се навратиме на чартовите во живо да видиме што се случува на пазарот. И токму ова, всушност, може да го очекуваме во овој day cycle тука, што може да предизвика повторно цената да порасне и потоа да го формираме тој следниот day cycle каде што можеби ќе го добиеме тој bear market, а додека сме тука, можеби и алткоините да експлодираат токму во овој период, бидејќи на нив им е многу малку потребно за да успеат да направат огромни профити. А конкретно за Fed можам да кажам дека големи се шансите дека го формираме, како што кажав, тој. Погледнете ја само ова фаза на Fed, каде што формиравме 1, 2, 3, 4, 5. Што значи дека би можеле да пробиеме повторно и да правиме ваква акумулација тука, повторно да се врати на одредена позиција каде што би можеле да акумулираме уште повеќе
Доколку тоа биде случајот, ќе оставиме на времето да видиме. И ева чартот кој што изгледа многу добро, сега за сега барем, кој што наговестува една многу голема алткоин сезона, но кога? Тоа е прашање на времето, дали ќе биде сега или многу подоцна, ќе видиме, но за сега овој чарт ни го покажува она истото што ни го покажуваше и претходно, што значи дека би можеле да видиме една голема алткоин сезона. Еве уште еден графикон за Фед, токму она што го зборувавме, во формирање на ABC корекција, каде што би можеле да видиме уште еден врв, кој што можеби го видовме, но не знаеме уште, би можело да следи вакво движење до 4 центи, каде што уште повеќе ќе ги намами луѓето и потоа да имаме повторно пат, можеби до овие нивоа повторно, за да се акумулира тој пат. Ќе видиме и ќе оставиме на времето. А Фед ќе направи еден итен состанок кој што би можел да предизвика, верувам дека 25 базиски поени или пак 50 базиски поени кои што би можеле да бидат за rate cut во наследниот состанок. И доколку погледнеме, сега за сега моментално немаме никаква индикација за тоа, што значи дека пазарот уште очекува да останеме на истите rate cuts, но верувате дека ова може многу брзо да се смени, така да ќе видиме што всушност ќе се случува неколку дена пред состанокот на Фед. А сега да ги погледнеме чартовите што ни кажуваат. Погледнете го само овој чарт, каде што би можеле уште некој недела да го формираме ова day cycle low, можеби ќе заврши тука, не можеме да знаеме. Сега за сега на дневно ниво треба да го следиме овој чарт. Погледнете, имаме пробивање на овие линии кои што всушност се уште многу добро не се формирале, треба да добиеме некаква ваква форма која што, погледнете, предизвикала повторен раст на биткоин. И доколку погледнеме сега на неделниот чарт, што всушност се случуваше во оваа недела и како изгледа ова на неделниот чарт, погледнете, имаме формирање на неделен циклус и цена нагоре. Имаме формирање на неделен циклус и цена нагоре. Верувам дека ова е формирање на неделниот циклус и повторна цена нагоре, со која што би ги достигле овие 150.000, но ќе останеме да видиме што ќе ни донесе овој пазар. Накратко за златото, повторно пробива златото до нови all-time highs и продолжуваме нагоре, ова ништо не може да го сопре сега. Среброто исто така, нови all-time highs и секако луѓето ќе најдат наратив тука да кажа што всушност го предизвикува, но немаме никаков наратив. Ова го прават циклусите, додека пак погледнете го само S&P 500, имаме, можеби сега ќе имаме мал ресет, да го ресетираме тој сентимент во дневниот циклус за подоцна да продолжиме повторно во уште еден нов циклус, но тоа ќе го покаже времето. Сега за сега сме одлично во добра насока и за биткоин и за S&P 500, а да го погледнеме и Етериум исто така. Погледнете ова формација е многу булиш, што значи дека уште некоја недела можеби ќе го поминеме времето тука, од тука би формирале едно можеби многу силно движење, кое што ќе не одведе можеби до новите all-time highs. И секој, доколку сте член на Patreon заедницата, можете да ги проследите овие тредови кои што ги поставиме уште пред некое време. И погледнете овој раст сега на Bitfarms и Ethereum. Моментално сме во мала загуба, но ова изгледа многу булиш, така да ќе останеме во овој тред. Сега за сега па ќе видиме што всушност ќе се случува. Вие дружете ни се на Patreon заедницата. И слушно тоа би било тоа за денешното видео, а вие останете да не следите и постепено да учите, бидејќи за се е потребно време. Се надам дека ви се допаѓа ова содржина и дека наоѓате вредност во неја.
Па така да се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet.